Господине Велјановски, предводите делегација од Собранието на Република Македонија на средбите во Вашингтон со сенаторот Војновиќ и со конгресмените Саудер и Мичел. Зашто стана збор? Добре, јас можам да кажам дека во повеќедневна посета сум во Вашингтон, првенствено во однос на учеството на Македонија во Светската конференција за парламенти, при тоа се искористи од наша страна за поголем број на средби со сенатори и со конгресмени. При тоа можам да кажам дека од нивна страна со задоволство беше прифатен целокупниот напредок што го направи Република Македонија, беа запознати комплетно со ситуацијата. Најавена е нова средба меѓу медијаторот Нимиц со веројатно македонскиот и грчкиот преговарач. Дали на средбата со американските представници беше изразена надеж дека може да треба да уследи помрднување на процесот до Советот на министри на Европската Унија? Не, вака, од нивна страна, значи, беше поздравен целокупниот напредок што го имаше на Македонија направено, со укажување дека сепак треба во однос на спорот што ги имаме со Грција да се дадат некои позитивни резултати. Од моја страна беше укажано дека Република Македонија е заинтересирана за продолжување на преговорите. При тоа очекуваме дека од страна на медијаторот Метју Нимиц има покрената иницијатива за средба измеѓу нашите преговарачи, во кој што можда таа средба треба да се организира пред декември. Дали останува американската заложба за брз прием на Македонија во НАТО и покрај пролонгирањето на преговорите околу името со Грција? Па добро, они се залагаат, сите конгресмени кажа дека за целиот регион е многу битно Македонија побрзо да стане членка на НАТО, но не само Македонија, него и другите држави, но заради познати причини што Македонија не доби покана во Букуреш и бараат што побрзо ако може да се изнајде решение, но не во крајен случај со одредување на точен датум до кога мора да се заврши тој процес, но од нивна страна беше побарно да започне тој процес, да се дадат некои позитивни сигнали, кои што од страна одредени конгресмени беа акцептирани веќе одредени позитивни сигнали. Дали на средбите со американските представници стана збор за евентуално зголемување на бројот на македонски војници во мисиите со оглед дека председателот Обама размислува за засилување на бројот на војници во Авганистан? Не, од нивна страна беше искажена пак благодарност за целокупната поддршка што има и што е дава Македонија во однос на светската борба против тероризмот и не стана збор во однос на зголемување на бројката, но само искажа благодарност за досегашната и идната соработка што има Македонија во однос на испраќање на војници. Во однос на бројката не стане збор. Благодарам за разговорот. Благодарам јас.